142 ги загубиле животите лани во сообраќајни несреќи, 15 повеќе од претходната година. Трендот на се поголем број жртви ја потенцира несигурноста на нашите патишта, но и неодговорноста. Дали се чувствувате безбедни во сообраќајот? Не. Релативно, негде не, негде да. Слабо, пошто немаме пешачки заминување на околици паркират. Мислам дека не. Не. Никогаш не. Што ќе се чувствува со што? Нема закон може да има, ама нема не го споштуваат. И виж, може да згазат секој пат. Не. Македонија треба да го достигне нивото на безбедност на сообраќајот на патиштата, односно просекот на земјите членки на Европската Унија, а тоа е 5 загинати лица во сообраќајни незгоди на 100.000 жители, или тоа во апсолутни бројки би значило помалку од 100 загинати лица на годишно ниво, и ова цел не е остварена од многу причини. Од Републичкиот секретаријат за безбедност во сообраќајот на патиштата посачуваа дека за долгорочно и трајно подобрување на безбедноста на сообраќајот на патиштата неопходно е да се заврши процесот на донесување на нов стратешки документ за подобрување на безбедноста на сообраќајот на патиштата, односно изготвување на трета национална стратегија за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата 2024-2029 година. Во меѓувреме, граѓаните не веруваат дека нешто на патиштата може да се поправи доколку не се заострат санкциите. Појаки казни, поголеми казни. Казната е најголема дисциплина на човек. Треба се удара по џебо. Без возачка дозвола да се земе колата. Не е важно чива е. Нека има и казни. Треба да има повеќе внимание на возењето. Треба строги казни да има. Да не пијат повеќе, помалку да пијат само. Само со добра контрола од полицијата, друго ништо. И па треба малку полицијата или граѓаните кои што возат да внимаваат.